Хера се залага за воведување на сексуално образование во формалниот образовен процес уште од 2010 година, кога заедно со низа надлежни институции и организации, меѓу кои Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, за труд и социјална политика, академски институции, релевантни граѓани организации и агенции учествуваше во подготовка за рамката за сеопфатно сексуално образование. На оваа тема со Андријана Папич-Манчова, координаторка за комуникација во Хера, ќе се надоврзаме и на претходната тема, што ја кажавте. И повторно, би можело ова јавно да го кажеме, тема каде што се кршат копијата. Младите чекаат решение, кјутат во ситуацијава, возрастни се тие кои што кажуваат како треба да биде и зошто не сексуално образование. Што се промени во овие 13 години? Докаде сме сега од 2010 до 2023? Добро утро, Ване, и благодарам за можноста. Да, како организација што повеќе од деценија работиме на ова прашање, одблизу следиме се што се случува и би можеле да констатираме дека иако бавно, сепак работите се движат во посакуваната насока. Во изминативе 13 години бележиме дека сеопфатното сексуално образование или ССО, како што ние скратено го нарекуваме, фигурира во бројни препораки што оваа држава наша ги има добиено од меѓународни тела. Меѓутоа фигурира и се спомнува, се уважува и во самите национални стратегии. Значи, самата држава во низа национални своји стратегии го има препознаено ССО како нешто што треба да биде дел од официјалните наставни програми. Како најрелевантниот тука би ги издвоила стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје, за ХИВ, и предходната и новоусвоената национална стратегија за млади, се фигурира и како превентивна алатка во Законот за спречување и заштита од насилство. И во суштина, еве и преку самитот во Најроби и преку форумот за генерацијска еднаквост, кои што сте релативно понови настани, државата ги на некој начин обнови своите заложби да го зголеми опфатот со сексуално образование на национално ниво. Во изминатите 13 години 10 политички партии дадоа поддршка, односно ветија дека ќе се заложат да се подобри пристапот до вакви информации на системски начин, а лани би сакала да истакнам дека дури 11 професионални, односно стручни здруженија дадоа поддршка, тргнувајќи се, разбира, од ситуацијата на терен. И она што е најважно за почеток да го истакнам е дека по одлуката на владата во 2019 година се пилотираше конечно ССО. Значи, по низа застапувања, документи и така натаму, конечно имавме пилот програма за ССО во 3 училишта основни низ земјата. Се пилотираше во учебната 2021-2022 година во едно полугодие. И по тоа беше направена евалуација, која што во суштина покажа дека и тоа како постојат разлики во знаењата, но и во ставовите помеѓу оние 85 ученици што беа опфатени со пилотот и нивните врсници во контролните училишта. И тоа најверојатно би требало да биде еден од клучните аргументи зашто треба да поскоро го имаме ССО и официјално. Добро. Сега, кај дел од родителите оваа новина во образованието, значи не кај сите, а важна за здравјето на младите, беше веднаш децидно одбиена. Зошто некој родител, еве, дали имате побарано одговор, сигурно имате комуникација со тие родители, зошто на некој родител би му пречело неговото дете да се информира и образува како треба да се заштити од пренос на ХИВ, например? Зошто тоа би му пречело на родителот? Така. Некако се доби перцепција дека во школа сексуално образование ќе се гледа порнографија, ајде така да се изразам. Зошто се дозволи така да излезат работите од школа? Вие самите дадовте една од најчестите дезинформации кои што се сретнуваат, и тоа пред се сретнуваат на онлайн, односно на социјалните мрежи. Точно така, отпорот против сеопфатното сексуално образование туку рече коинцидираше со неговото пилотирање во основните училишта, и тоа е тренд кој што не е изолиран случај кај нас. Во суштина, мислам, таков отпор постои и на глобално ниво. Меѓутоа, она што е многу важно да се каже е дека тој отпор првенствено се должи токму на една лавина од дезинформации и невистини кои што беа пласирани на социјалните мрежи, а таа пак количина на дезинформации поминува, ми се чини, кај поширокото население, поради тоа што нивото на медиумска писменост не е прилично ниско, а и поради тоа што, како што каже и претходната гостинка, постои едно генерално незадоволство од политиките во државата, меѓу другото и недоверба во институциите, вклучително и во самиот образовен систем. Но она што јас сакам како паралела на овој отпор да го спомнам, е дека кога вие ќе им ги разглобите на родителите
суштинските информации што се добиваат преку СС, нормално дека сите велат, па да, ова во суштина и тоа како корисно. И наспроти овој отпор кој што постои, во суштина постои и интерес и потреба. Значи, постои отпор, меѓутоа тоа не значи дека сите родители се против сеопфатното сексуално образование. И дозволете ми само да ви илустрирам. Во трите училишта каде што СС се пилотираше, тогашните 8 оделенци станаа 9 оделенци и бара дали може тие со согласност од родител да го изберат СС. Со оглед на тоа дека пилотот беше завршен, тоа не беше опција за нив, меѓутоа кај нив беше препознаена потреба дека сакаат, слушнале од своите врсници, дека е корисно, дека е интересно, дека се учи на сосема поинаков начин преку работилнички пристап и бара. Родители бараат и она што исто така многу важно е дека по пилотирањето на програмата, Бирото за развој на образованието спроведе истражување за да измери дали има разлика во ставовите помеѓу наставниците пред и по пилотирањето на ССО. И еден за нас прилично охрабрувачки податок дека над 1650 наставници и од македонска и од албанска настава сакаат да поминат обуки за да можат тие исто така да ги пренесат содржините од ССО на своите ученици, затоа што тие од прва рака гледаат дека за тоа постои потреба. Така што отпор постои, но тоа воопшто не значи дека нема интерес и дека нема потреба од тоа. Интересни се работите, интересни се фактите. Нашите генерации, кога немаше ни интернет, едноставно родителите, јас се сеќавам, сами не праќаја навон наставни активности организирани од ХЕРА, поврзани со сексуално образование тогаш. А сега во 2023 зборуваме кога родителите ги спречуваат своите деца да добијат сексуално образование. Да. За крај, што значи ССО во новата предлог концепција за основно образование? Почна пилотот, меѓутоа дел од луѓето се избунети. Ќе почне да се спроведува, нема да почне. Гледаат борба на две спротивставени страни. Што ќе донесе иднината и кој ќе биде решение? Јас би сакала, ако имам само барем една минутка, да се осврнам на алармантните податоци кои што постојат на терен. Значи, нашите млади луѓе во суштина многу малку користат модерна контрацепција. Стапката на малолетнички бременности е 3 пати речиси повисока од просекот во европските земји. Се соочуваме со растечки тренд на насилство во училиштата, што значи дека училиштата не се безбедна средина. Последните наоди на ХБСЦ студијата, односно студија која што е поврзана со однесувањето околу здравјето на младите, покажува дека тие имаат сериозни предизвици кога е во прашање нивното ментално здравје. И ССО се на некој начин труди да ги адресира токму тие теми. Така што јас ги охрабрувам сите кои што сакаат да се информираат повеќе со оглед на тоа дека може нема да имаме можност малку по-длабоко да влеземе, да ја посетат нашата веб страница seksualnoobrazovanie.mk. Токму поради, да кажам, бурата од дезинформации која што и до ден денес на некој начин постои, ние се обидовме сите релевантни информации да ги собереме на едно место и таму родителите можат и секој друг заинтересиран впрочем да прочита дека преку сеопфатното сексуално образование децата ќе учат на пример дали жените треба да имаат исти права како и мажите или како да се заштитат од непланирана бременост или не како да останат бремени. Така е. Или што е важно за да се знае, за да се гради квалитетна романтична и пријателска врска. Што значи како да се даде, како да се каже не кога не се сака да се има сексуален однос. Значи учиме и за согласност, да се учи за телото и сликата од телото. Потоа се учи за насилството, се разбира. Нели? Што е прифатливо во една врска, што не е прифатливо во една врска. Каде да се обратиме ако нели сме жртва или сведок на насилство и така натаму. Значи тоа се генерално информации кои што како што вие велите, добро било што може би делумно порано сте ги слушале. Мојата генерација на пример ја немаше среќата да било што од овие информации макар и делумно слушна за време на класните часови. Така што со новата концепција сеопфатното сексуално образование е предвидено, тоа уште од самиот старт така беше кажано и така останува, е предвидено да биде изборен предмет за 9 оделение, значи програмите и содржините се прилагодени за возраст од 13 до 15 години. Так. Програмата е развиена според техничките препораки на УНЕСКО и она што е многу важно за имплементацијата на тамошна на ССО е дека Бирото во изминатиот период со работна група што Бирото ја формираше, работеше на подготовка на стратегија за воведување на ССО во формалното образование, што значи дека сега следниот чекор е таа стратегија да се усвои. Со самата стратегија е предвидено градење на капацитетите на наставниците кои што сакаат да предаваат ССО, подигање на јавната свест и се разбира сето тоа треба да овозможи, нели, релативно
погладко воведување на ССО во училиштата. Андрејана, благодарам за ова е секогаш широк и голема тема, но секогаш сакаме да зборуваме во утринската почесто, така да се гледаме повторно за некое време. Благодарам за гостувањето.